Добро вечер. Започнува дневникот на Канал Плюс. Ова се дел од настаните што го одбележаа денешниот ден. Останете со нас. «22 март е светскиот ден на водата. Денес се одржа најавениот мини хепенинг на плоштадот на пријателството во Штип, со кој јавното предпријатие ИСАР потсети дека секоја капка вода е важна. Вчера младите од Штипје имаа можноста во ноќните часови да уживаат во музиката на диџеј Кико Наваро од Палма де Мајорка. По повод денот на пролетта, утре во општина Берово ќе се одржи градска трка. Учествувачи ќе бидат учениците од основните училишта, а можност за надпревар имаат сите граѓани кои сакаат да се забавуваат. Денес се чествува големиот христијански празник Свети 40 маченици и обичајот Четрсе. Граѓаните традиционално се искачуваа на тврдината Исар. Ова е првиот македонски обичај кој е на светската листа на УНЕСКО за нематеријално културно наследство. Особи да се поздравиш, по 140-тиот да се бациш. Јас го бележав така што дојдов на Исарот и фрлив 39 каменчиња, а 40-то вечерот ќе го ставам под перницата. На крајот на 2013 година, обичајот Четрсе се впиша како прво македонско нематеријално културно добро на репрезентативната листа на УНЕСКО. На тој начин, оваа специјализирана агенција на Обединетите нации ја призна македонската култура и идентитет. По повод Светскиот ден на водата, ЈП ИСАР денеска на плоштадот на пријателство организира мини хепенинг каде најмалите се представија со музички настан. Манифестацијата имаше и хуманитарен карактер. 22 март, Светскиот ден на водата. Јавното предпријатие ИСАР денеска официјално го одбележа овој ден преку мини хепенинг. Манифестацијата се одржа на плоштадот на пријателство, а како што веќе е познато, темата беше секоја капка е важна. Денеска најмалите имаа музички настан. Денес конкретно завршуваме со музички настан, каде ќе настапат дечињата на културно-уметничкото друштво Тоска, ќе настапат студентите од УГД, ќе настапат средношколците од Средното музичко училиште, ќе настапат наши признати уметници овде во град Штип. Со ова даваме значење, а исто така ова и хуманитарен карактер има оваа акција, така да продадените слики кои што овде ги гледате нацртани од основците во основното училиште Ванчо Прки ќе бидат продадени и парите ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Јавното предпријатие ИСАР во текот на изминатата недела секојдневно преку едукативни работилници дадоа акцент на одбележување на овој ден. Со денешната организација по повод Светскиот ден на водата, јавното предпријатие ИСАР го завршува одбележувањето, но нивната активност продолжува и во текот на цела година. Општина Берово по повод денот на пролетта утре ќе одржи градски трки како дел од програмата за развој на спортот. Надпреварувачи ќе бидат учениците од основно оделение и средношколците, а право на учество имаат и сите заинтересирани граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа активност. Традиционално и оваа година по повод денот на пролетта, утре 23 март 2015 година, Општина Берово ќе организира градска трка како дел од активностите планирани во годишната програма за развој на спортот и спортско-рекреативните активности за граѓаните за 2015 година. Градската трка ќе се одвива по дел од улиците Даме Груев со стартна точка од влезот на Средното општинско училиште Ацо Русковски и дел од улицата Маршал Тито со цел на влезот од основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски. И на истата право на учество покрај учениците до 8 оделение и средношколците имаат право да учествуваат и сите граѓани со цел да се добие масовност во одбележување на овој ден. Учесниците на трката ќе бидат поделени во две категории: учесници до 15 години и над 15 години, и за првопласираните 3 места ќе се доделат парични награди во женска и во машка конкуренција.
Кут Ристо Донев, учителот, и денес ги промовираше фолклорните вредности и традиции по повод отворањето на реконструираниот дом на млади. Официјално овој општински објект ќе обавува својата дејност во ново светло. Денес на денот на пролета и традиционалниот празник 40 маченици, кога граѓаните на општина Штип се качуваат над врадината Исар, беше официјално отворен ново реконструираниот дом на млади. Решивме денес овој ден да го посветиме токму на отварањето на домот на млади, значи сето она што сме го правеле во текот на 2014 година и во текот на почетокот на 2015 година да го покажеме на пошироката јавност, при што обрнавме внимание најмногу на традиционалната музика, заради тоа што тоа е карактеристично за културата и традицијата на нашата земја, поради тоа што и празникот е традиционален, решивме да ги споиме овие две работи со тоа што ќе имаме настап на културно-уметнички друштва, ќе имаме настап на балетски студија и исто така и на етно состави кои се познати во нашиот град. Големата посетеност на отварањето на овој културен објект е уште една мотивација за директорката, како и за сите организатори кои учествуваа во денешниот настан. Младите во Штип вчера во ноќните часови имаа можност да уживаат во забава која ја приреди познат диџеј Кико Наваро од Палма де Мајорка, Шпанија. За Канал Плюс телевизија Наваро ги принесе неговите импресии. Слушнете во прилогот кој следува. Пролетта во Штип се будеше со третиот поред Wake Up Music Festival кој вчера се случи во Штип. Со 7-часовна музичка програма беше ставен акцент на квалитетната електронска музика, за која цел покрај македонски диџеи настап имаше и гостинот од Палма де Мајорка, Шпанија, Кико Наваро. Amazing. I have to say that it couldn't be better. To be honest, guys they were asking like hey. Неверојатно, можам да кажам дека не можеше да биде подобро. Да бидам искрен, ме прашуваат каде ја рангирам Македонија на топ 10 листата од места на кои досега сум настапувал, но ова одговарам дека по овој викенд може би во топ 5 дестинации. Има убав пречек во земјава, луѓето се одлични, пријателски, даваат се од себе за да се чувствуваш пријатно, среќно, да имаш се што ќе посакаш. Friendly, doing their best to get you comfortable, happy, having whatever you want. Диџејството со годините станува се попопуларно, а од досегашната 25 годишна посветеност на музиката, Наваро истакнува дека иако имаме се поголем број на диџеи, мал е бројот на оние кои обстануваат поради нивниот квалитет. The thing that the Wake Up Music Festival is doing, especially in Stip, is really good because they are doing a lot of effort to bring international artists mixed with the local ones, and I think it's a very good thing for the city. Мислам дека она што го прави Wake Up Music Festival за Штип е навистина одлично, бидејќи се вложуваат многу напори да се донесат интернационални артисти и истите да се спојат со локалните. Ова е многу добар настан за градот, но и за државата. Има особено забавен карактер. Она што го забележав овде е дека луѓето сакаат енергија. И ако тоа им го возможиш, тие си повеќе од среќни. За мене ова беше комплетно искуство. Организаторите на овој фестивал, кој се одржува по трети пат, забележуваат дека во Штип се почитува оваа музика и дека истата е одлично прифатена, со што посетеноста на Wake Up е на максимално ниво. Денеска во Штип на улицата Васил Доганџиски изби пожар во семејна куќа. Пожарот го пријавил сосед на опожарената куќа, но за среќа нема голема штета. Надлежните од противпожарната екипа известија дека навреме е интервенирано. Ова е втор пожар во истата населба и на истата улица. Значи беше запалена позади помошна просторија, од неа се прошири на куќата. Се зафати крово. Со брзата интервенција успеавме да спречиме голема катастрофа. Значи, овој пат не ни беа потребни евана да исклучат струја, затоа што се работеше за задниот дел на куќата и успеавме со многу мала материјална штета да ја спасеме куќата.
Тутунарите се подготвуваат за тутунопроизводство. Во текот на мај расадот ќе го расадат на нивите. Годинава се уште не се знае колкави ќе бидат засадените површини. Од големо значење се субвенциите кои оваа година ги предвиде државата. Сега е период кога започнуваат работите во тутунопроизводството. Тутунарите го одготвуваат расадот кој подоцна во текот на мај ќе го расадат на нивите. Минатата година многумина производители не беа задоволни од откупните цени, поради што некои од нив изјавија дека нема да го садат тутунот. Сега не садиме. Немам ни потреба, зашто ќе го садиме тон кога не се плаќа ни ништо и така. И покрај ваквото незадоволство многумина и годинава ќе останат со тутунот, затоа што немаат друга екзистенција. Ич не е бешарно, ич не е плати. Колку динара? Па ептен за 50 динара го купи. Ептен слабо беше, ептен. Па што да правиме, мора, со тоа го живееме, со тутун. Да, со тутун. Друго нешто не можеме. Лани во источниот регион со тутун беа засадени над 200 хектари, претежно во Карбинската општина. Годинава се уште не се знае колкави ќе бидат површините, инаку доколку не се субвенциите од државата која за секој предаден килограм на тутунарите им исплатува дополнителни 60 денари, тутунопроизводството целосно ќе замре. Набавка на специјализирани апарати предуслов за успешно функционирање научната амбуланта во Пехчево. Глаукомот најчесто офталмолошки проблем на пациентите од Пехчево и Делчево. Глаукомот или очниот притисок е најчестиот офталмолошки проблем на граѓаните во општините од крајниот исток. Ова се констатациите на специјалистот на очната амбуланта која успешно работи во здравствениот дом во Пехчево. Најмногу проблем со очниот притисок имаат диабетичарите, а со ненавремено откривање многу брзо може да се дојде и до трајно слепило. Јас од Делчево имам откриено преку 100 глаукоми, што ме загрижува. Немаше навика диабетичарите, сите мора 2 пати во годината, тоа е правило да идат на очно дно да се гледа. Многу има диабетичари, имаме многу слепило од диабетичарите, има многу слепило од глаукомот. Пошто нема некои посебни проблеми во видната острина, освен едно солзење, печење на очите или главоболка, тоа се некои симптоми кои не се многу очевидни дека пациентот може да ослепее. Обично идат во терминален стадиум слепи. За успешно функционирање на една очна амбуланта и за рано откривање на офталмолошките проблеми кај пациентите, многу битни се специјализираните апарати кои секоја очна амбуланта треба да ги има. Направивме напори да ги набавиме. Кераторефрактометарот, мислам дека него го нема во Делчево, а во Берово го има, али ова периметарот што го набавивме од здравствен дом Штип, мислам од клинички центар, него го нема, да направивме едно заокружување што беше планирано пред 9 години, заедно со директорката бевме во Скопје, во Министерството, уште во претходниот министер кој ни беше Салмани, да сите ординации, за да бидат квалитетни, да пружаа вистинска офталмолошка, амбулантска, мислам, услуга е биомикроскоп, кераторефрактометар и периметар. Без овие апарати не може да кажуваме дека даваме услуги, основни услуги, тоест офталмолошки преглед. Добриот глас надалеку се слуша, па очната амбуланта во Пехчево ја посетуваат и пациенти и од Делчево, Берово, Македонска Каменица и Виница. В почетокот имавме само Берово, Пехчево пациенти, полека. Дозна дека овде има апарати, има квалитетни прегледи, еден по еден. И сега имаме од Делчево преку 100 прегледи месечно. И од Берово имаме околу 230, од Виница имаме пациенти, од Каменица имаме пациенти и така. Мислам дека ќе станеме лидери во источниот регион, ако го набавиме и новиот периметар и ехо. Очната амбуланта во здравствениот дом во Пехчево работи со закажување по мој термин и дневно прегледува од 15 до 25 пациенти. Од СВР Штип известуваат за 2 случаи пријавени во текот на вчерашниот ден. Во Штип 2 лица се пријавени за исчезнати, а во полициската станица во Кочани пристигната е пријава за закана и напад во кочанското село Уларци.
На 21 март 2015 година во 18 часот и 30 минути во полициската станица Штип, лицето со иницијали ШД од Штип пријавил дека истиот ден околу 5 часот во непознат правец се оддалечиле неговиот пријател од село Породин Битола, кој бил кај него на гости и неговата малолетна ќерка, 17 годишната НД, се преземаат мерки за пронаоѓање на лицата. На 21 март 2015 година околу 20 часот во селото Уларци, Кочанско, додека лицето со иницијали БЗ со своите синови товареле дрва во трактор со приколка, лицето ТН ги забележал и им рекол да престанат со сечата. Тогаш БЗ почнал да го навредува и во тој момент неговите синови го фатиле за рацете, пошто БЗ ја запалил моторната пила заканувајќи му се дека ќе ги исече. Лицето ТН паднало на земја, при што БЗ го нападнал удирајќи го со тупаници во пределот на главата. Потоа го пуштиле. Од страна на полициски службеници од полициската станица Кочани, БЗ е приведен и против истиот ќе биде поднесена соодветна пријава. Ова беше се во дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.